Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. По однос на искажаниот збор и по однос на тезите кои ги изнесуваме и пред македонската јавност и пред ова собрание, времето ни е најголем сојузник, но во исто време и најголем непријател. Затоа што времето или го потврдува она што сме го зборувале, односно тезите кои сме ги изнеле, или целосно не демантира. Кога се донесуваше законот за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во управна постапка и постапка од работен однос, односно кога се спојуваа двете комисии во една, говорев пред ова собрание и тоаш укажав дека се работи за класичен упад во законодавството од оваа област, се со цел да се реализира партискиот интерес на коалицијата на власт. И во таа насока сакам да потсетам на одредени сегменти од она што го зборував тогаш, се со цел да се потврдат тезите кои ги изнесов. Имено со донесувањето на ваквото законско решение се направи опасен преседан во функционирањето на државата со далекосежни последици. Овој преседан се удри од глава и на оваа влада, и на сите нас, и како политичари, и на сите професионалци во нашата држава. Ке создаде пракса дека државата започнува со промена на секоја власт. Ке создаде перцепција дека државата, тоа сум јас, или во македонски услови, државата, тоа е партијата. Наместо ова собрание да дебатираме за законски решенија, кои ќе придонесат за подобар живот на граѓаните, кои ќе промовираат интересите на државата, за економија базирана на иновации и предприемништво, за то подобро образование и здравство, ние очигледно не можеме да излеземе од шинелот на тесноградост и гол партиски интерес. Упорно не успеавме да пронајдеме политички и општествен баланс на функционирање и тоа во општество во кој единствен начин за успех е преку уметноста на политичкиот баланс. Зборуваме за зрело демократско општество, а ја покажуваме својата труост со секој нов ден. Наместо да стимулираме функционирање согласно закон, професионално и честно, ние уште еднаш бараме наши деца на видни функции. Сите сакаме да зборуваме за нова генерација на политичари и јас сакам да зборувам за тоа, која треба да го направи финалниот исчекор во прогресивна смисла. И за секој потек покажуваме дека сме далеку од така наречените постари генерации на политичари. Дел од нив покојни, кои беа пример за носење на одлуки во интерес на државата, кои се наминуваа себе си во интерес на општото добро. А што правиме ние? Општото добро го заменуваме со партиско добро. И заради овие вакви преседани, не верувам дека било кога во иднина, сериозни професионалци, докажани во својата област, ќе се нафатат да извршуваат сериозни државни функции. А и оние малкумина, врвно школувани, обучени, врвни во својата област, ќе си го фатат својот пат надвор од оваа држава. И наместо да ја градат и да ја развиваат собствената држава, тие ќе рмбаат за туѓи бели дворови, затоа што ние им кажуваме дека тука дома место има само за наши деца. Ги слушам говорите и на премиерот Мицкоски и на министрите во владата. Во делот кој се однесува на департизација, односно на воспоставување на мерит систем или систем на заслуги во јавната управа. И целосно се согласувам со нив дека тоа е лек за нашата држава. И го поддржувам во таа намера, за да можат нашите деца своето место под сонцето да го гледаат тука дома, во фер и транспарентно општество. Општество кое ќе го цени нивното знаење и труд, а не на која опција припаѓаат. Денешните назначувања, почитувани колеги, само ја потврдуваат суровата реалност. Денешните назначувања потврдуваат дека мерит системот или системот на заслуги според ВМРО ДПМН е систем на партиски заслуги. И тука ќе наведам само неколку примери. Видете ги назначувањата во Државната комисија за решавање во управна постапка, постапка од работен однос и инспекцијски надзор. Видете ги назначувањата во Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Видете ги назначувањата во Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, каде најфлагрантно се кршат основните принципи
на непартиски луѓе на таков тип на позиции во регулаторни тела. Каде што Ангелка Диневска, председател на форум на жени на локалниот клуб или општинскиот клуб комитет на ВМРО ДПМН во Битола, е кадровско решение за член на таа комисија. Или каде што Орце Симов, председател на Комисијата за IT и дигитализација на ВМРО ДПМН, е предложен за кандидат за член на ова регулаторно тело. Затоа, почитувани колеги, ова е одличен пример на очиглед на целата македонска јавност како се работи на штета на сопствената држава. Ова е одличен пример како се работи на уривање на системот. Ова е одличен пример дека кога се зборува за мерит систем, за систем на заслуги, вие сте лицемерни затоа што вие зборувате за систем на партиски заслуги. Благодарам. Благодарам за